Почитувани, најдоброто за нашиот град е Шилегов да си оди. СДСМ е најлошото нешто за нашето Скопје. Ова се само 10 од многуте причини зошто Шилегов и СДСМ се најлошата опција за Скопје. Како прво, злоупотреба на градските пари. Се плаќа повеќе од двојно за набавка на ствари и средства во споредба со градовите во регионот. Односно, набавка на противпожарно возило со скала какво што градот Загреб набавува за 800.000 евра плюс ДДВ, Шилегов го купува за 1,7 милиона евра. Второ, не се инвестира во нови зелени површини и паркови, туку се уништуваат постоечките и се сечат повеќе децениски стари дрвја. Скопје 4 години е помеѓу најзагадените градови во светот. Како трето, 4 години имаме инфраструктурен застој. Еден проект не е направен, се што се прави е премачкување на стари улици со асфалт. Под број 4, Шилегов ја продаде градската куќа, а никој не знае каде завршија парите од продажбата на објектот. Под број 5, Скопје со Шилегов станува нечист град, контейнерите се преполни, а улиците нечисти. Под број 6, фудбалскиот клуб Вардар, гордоста на градот Скопје, пропаѓа. И судејќи по досегашниот однос, градот на чело со Шилегов нема никаква намера тоа да го спречи. Под број 7, дивата депонија Вардариште го загадува целиот источен дел на Скопје. Се трупа и се пали отпад, а решение нема. Под број 8, не се решава проблемот со кучињата скитници и нема стационари. Загрозени се и луѓето и кучињата. Под број 9, урбаната мафија продолжува да дивее. Последен пример е новата населба која ја планираат Богоев и Шилегов да никне над Козле, со што дополнително се уништува шумата на Водно. Под број 10, неинвестирањето во нови сообраќајни решенија предизвикува сообраќајен хаос. Шилегов не реши ниту едно од големите проблеми на Скопје и скопјани. Напротив, уште повеќе ги искомплицира работите и таму каде што немаше проблеми, тој за жал ги создаде. 4 години Шилегов и СДСМ, 4 години проблеми и стагнација, 4 години украден живот за скопјани. Доста е.